Доделувам секоја недела по 6 карти. Секој има право да си одбере кој филм кој сака да го погледне. Сега верувам дека ви интересира кој филм следуваат на киното Битола, на репертоарот. Тука со мене е Менче, тај ќе ни објасни подетално. Менче, добре дојде во пријат. Добре ве најдов. Кажи ми, ајде, подетално, значи кој филм следуваат овој месец, наредниот месец? Знам дека има голем број на филмови и големи ексклузиви. Па добро, ќе започнеме со овој викенд, затоа што имаме доста интересна програма, бидејќи се повеќе филмови на репертоарот. Сега моментално на кино се прикажува светскиот хит Капетан Америка, кој се прикажува во 3D верзија. Овој викенд ќе имаме уште неколку филмови. Значи, Angry Birds или на македонски преводот е филмот на лутите птици, кој исто така се прикажува во 3D. Наменет е за фамилиарната публика и проекциите се овој викенд и наредниот во 18 часот. А потоа имаме и една комедија, каква што одамна гледачите немаат гледано, бидејќи е од режисерот на Убава жена и е со актерките Кейт Хадсон, Дженифер Анистон, Джулија Робертс. Имаме една класична романтична комедија наречена Денот на мајката. Значи, фатени се за сите генерации филмови, може да се каже. Кажи ми, како ги имате тие премиери? Многу се прашуваат како ги имаме Битола. Прв пат премиера, светска премиера во Битола. Како го достигнувате тоа? Па имаме амбициозна програма и нашите соработници го гледаат тоа и ни овозможуваат да имаме и предпремиери како што се случило досега. Филмовите ги прикажуваме со датуми на светски премиери, значи најчесто кога имаме можност за тоа. Претежно во 70-80% случаевите сите филмови доаѓаат со светска премиера, но тука мораме да објасниме, значи зошто некои од филмовите се со светска премиера, некои пак доаѓаат малку покасно. Значи, Македонија е дел од регионалниот пазар, кој што ги опфаќа земјите Хрватска, Србија, Албанија и Косово, и тука сме и ние Македонија. Значи, за секој филм, односно секој студио, своите права ги дава на дистрибутерски куки, со кои што успеавме да воспоставиме соработка со сите релевантни дистрибутерски куки кои што функционираат на Балканот и во Македонија. На тој начин нашата програма е изедначена со регионалниот пазар кој што го споменав и во зависност од типот на филмот, значи најпопуларните филмови секогаш имаат предност и доаѓаат со светска премиера, а за другите филмови како што се драми, дел од акционите филмови, значи на Балканот доаѓаат малку покасно. Значи ние ги имаме сите филмови со датумите во нашата поширока средина. Така, значи може да се каже слободно дека сме лидер кино Битола. Да, благодарение на нашето кино, значи кога се приклучи кон трите кина кои што функционираат со редовна програма, тоа се значи киното Cineplex во Скопје, кино Милениум и кино Каос во Кавадарци. Ние се приклучивме како четврти, влеговме на пазарот и со тоа бидејќи имаме навистина голем капацитет, бидејќи функционираме регионално, значи тука не е само публиката од Битола, меѓутоа имаме доста голем дел од публиката и од Прилеп. Тоа ми беше следно прашање, значи пред скоро време го имавте и 100.000 гледач. Колкава е посетеноста на киното? Значи знаеме дека има битолчани кои идат редовно да гледаат филм, но дали идат и од другите градови околу Битола кои се наоѓаат? Да, значи редовно имаме посетители, како што споменав, од Прилеп се најчесто, меѓутоа тука се и другите градови од Пелагонискиот регион. А со големо задоволство, значи можеме да кажеме дека имаме посетители дури од Охрид и од Струга, исто така и од Кичево. Значи често го посетуваат киното и другите градови, така да функционираме регионално. Исто имаме посетители и од Грција за поголемите хитови, така што имаме значајна бројка на посетители на македонскиот пазар. Значи може да се каже дека најчесто нашата публика по бројност е после публиката на Cineplex, кои што функционираат значи на подруг начин, бидејќи ние сепак сме дел од државна институција, Центар за култура Битола, така што кинодејноста е дел од програмата на Центарот за култура.
И за крај само кажи ми дали за скоро време можеме да го очекуваме 200.000 ти одгледаш. Па се надевам дека како што имате е евиденција? тенденцијата, да, ние редовно имаме евиденција. Значи од кога почнавме на 24 октомври 2013 година, имаме континуиран раст. Значи се уште расте пазарот, така што имаме зголемување во однос на почетниот датум за 25% по сезона, бидејќи значи годината се дели по квартали, така што секој квартал ние имаме зголемување и тоа значи многу ни е драго што имаме не само во поглед на најпопуларните хитови кои што се од областа на научната фантастика, акции, бидејќи тоа е она најчесто што публиката го бара. Имаме порасти кај комедиите, кај драмите, значи од сите жанрови. Менче ти благодарам за издвоеното време, за овие информации, ви посакувам многу успех, многу светски премиери и да се гледаме на кино. Ви благодарам и вас и повелете повторно во Центарот за култура. Фала ти.